Воздухот во Македонија е за 2 пати позагаден од препораките на Светската здравствена организација, алармира професорот Дејан Мираковски. Тој вели дека децата се во најголем ризик затоа што загадениот воздух најмногу кружи во училиштата и градинките. Истражувањето на Мираковски и тимот професори покажало дека амбиенталниот воздух во затворени простории е позагаден отколку надворешниот во топлите месеци, додека во зимските нема разлика. Мираковски апелира надлежните итно да превземат мерки за да се намалат високите PM10 честички како надвор, така и во затворените простории. Дишаме загаден воздух и внатре и надвор, со тоа што внатрешниот воздух веројатно е и поголем проблем за нас, бидејќи ние престојуваме, посебно во зимскиот период, подолг период внатре отколку надвор, 90% од времето ни е внатре. За разлика од надворешниот, тука имаме повеќе решенија, како што спомнав, од современи системи за вентилација до едноставни самостојни системи за филтрација на воздухот кои со HEPA филтри доколку се опремени можат според повеќе студии во реални услови да намалат и 80-90% од. Надлежните тврдат дека има план и пари за да се подобри квалитетот на воздухот во училиштата и градинките. Според заменик министерот за социјала, здравјето на децата е приоритет на државата. Ние секако одвојуваме средства како министерство за сите тие материјални трошоци кои што се потребни на детските градинки како блок дотации, кои што ги спуштаме на локално ниво во самите правни субјекти и со тие средства можат да набавуваат самите прочистувачи за воздух онаму каде што не е потребно, алармантно, така да има таква можност, има можност и преку самите општини тоа да се направи, меѓутоа и ние како министерство во новиот буџет ќе гледаме, ќе разгледаме можноста да можеме и најдиректно да помогнеме токму на решавање на ова прашање. Според амбасадорката на Шведска во Македонија, која помогнала да се спроведе истражувањето, наодите ќе помогнат во справување со проблемот. We believe that every step along the way builds momentum for positive change. Сметаме дека секој чекор на овој пат го гради движечкиот моментум кон постигнување на промени. Благодарни сме на општините на Кавадарци, Струмица, Гостивар, Куманово и Струга за кофинансирање на овие планирани инвестиции со вкупна сума на речиси 1 милиони евра. И денеска Скопје е на пиедесталот во аерозагадување, веднаш по Сараево, Будимпешта и Белград. Главниот град се најде меѓу најзагадените градови во Европа. Она што дополнително загрижува и статистиката дека во земјава годишно од загаден воздух умираат околу 3400 луѓе, што представува 17 до 19% од вкупната смртност. Главни извори на загадување се загревањето на домакинствата и јавните објекти и сообраќајот. СЗО предупредува дека голем број луѓе на Балканот и Источна Европа дишат воздух што значително го надминува нивото на загадување.